На почетокот би сакал да споделам на брзина некои информации. Треба да внимаваме да не бидеме прелажани, бидејќи живееме во време кога ѓаволот и неговите слуги, неговите министри и нивните портпароли се обидуваат да ги излажат, како што читаме во Библијата, ако е можно, дури и избраните. Сигурно разбравте, например, дека пејачот Зафир Хаџиманов починал откако се вакцинираше, а не како што излажа средствата за јавно дезинформирање, дека починал од COVID. Да, и таткото на пратеникот Владко Ѓорчев исто така отишол здрав прав, отишол во Србија да се вакцинира. Го вратија со компликации. Не знам дали се уште жив или беше во кома и така натаму. Пораката е, значи, на медиумите да не им се верува. На политичарите да не им се верува. Да, тоа го знаат сите, добро. Да, на кого се да не се верува? На мене треба ли да ми верувате? Не, точен одговор. На кого треба само да му верувате? Само на Бога. Само на Бога, Неговото Слово верувам, а се друго проверувам. Тоа е девизата што треба да не води во овие денови, во овие месеци, во овие седмици, бидејќи деновите, особено овие, се зли. Видете, например, една лудачка изјава на германската канцеларка Ангела Меркел. Мораме све повторно да затвориме, вирусот мутира, ќе биде потребна нова вакцина. Индиректно признание дека овие досегашниве се ѓубре, бескорисно ѓубре, а и многу штетни, се разбира, во голема мера. Кина веќе издала, се разбира, најдиктаторската земја во светот, од неја учат денешните западни глобалисти, веќе издала COVID пасоши и електронски, а кој кинес сака може да добие и книжни такви пасоши, во кои што се наоѓаат податоци за тоа дали сте вакцинирани, дали не сте вакцинирани. Едноставно сите ваши здравствени податоци, кои што до вчера важеа како приватна собственост, што не смее да биде јавен податок. А сега одеднаш плочата се врти како што падна комунизмот и комунистите одеднаш стана демократи или православци, како што рече брат Зоран. Сега одеднаш преку ноќ, до вчера демократија, сега одеднаш фашизам преку ноќ и како стока мнозинството од овој свет на тоа се покорува. Сето ова не служи за заплашување. Инаку информации за еден куп компликации од светот повторно во врска со вакцините има толку многу што ја не сакам ништо повеќе да споменам на таа тема. Едноставно, не само што би ни требало многу време да се занимаваме со тоа, туку тоа е веќе невкусно и за зборување. Денес ќе ја завршиме темата за бројот на ѕверот, која што остане недовршена минатиот месец. И на самиот почеток да се подсетиме и да одговориме на најбитните прашања.
Каде треба да го бараме бројот на зверот, според Светото писмо? Во името на зверот. Што треба да направиме за да го откриеме бројот во името на зверот? Треба да се пресмета. Што треба да имаме, односно, која апликација треба да ја имаме за да го пресметаме бројот на зверот? Така. Се нека ќе те свати дека така се вика апликацијата. Да. Еве вака, да не бидам збунувачки во прашањето. Што треба да имаме според Библијата за да го пресметаме бројот на зверот? Точно, да. Благодарам. 18 стих од 13 глава, да се подсетиме, вели, тука е мудроста, кој има ум, може и разум, се разберам, нека го пресмета бројот на зверот, бидејќи е број на човек и бројот му е 666. Колку букви употребил апостол Јован за да го напише овој број кога го пишувал овој стих? 3. Зошто 3 букви? Можете со букви бројот 666 да го запишете со букви, а да користите само 3. Да се подсетиме и на гематријата. Може да укуцаме гематрија на Google. Да се подсетиме. Додека влеземе таму на интернет, а тоа можете да го направите сите вие што имате средства во вашите раце за таа цел. Да се подсетиме до тогаш на уште еден битен елемент. Колку имиња според оваа 13 глава има зверот? Дали има поточно само едно име или има многу имиња? Се сеќавате ли? Или што пишува самата глава? Еднаш и тој податок беше споменат. Ви текнува? Дали зверот има едно име, според Откровение 13 глава, или има повеќе имиња? Повеќе. Да, благодарам, љубице. Да го прочитаме уште еднаш првиот стих од главата, значи го прочитаме последниот, 18-тиот, да се вратиме на првиот стих. И видов како од морето излегува звер со 7 глави и 10 рогови. На роговите негови имаше што? 10 круни. Е многу интересно. На роговите негови, на роговите на зверот имаше 10 круни. Ова е многу битно. Што значи круната? Царство, монархија, кралство. Каде тоа го имате во светот? Во европскиот континент, нели? Како се вика круна на латински? Корона, точно. А на главите негови што? Значи, на роговите негови 10 круни, на секој рог по една, а на главите негови што? Богохулни имиња. Значи, зверот нема само едно име, туку има многу богохулни имиња. Значи, името на зверот, кај што треба да го бараме бројот 666, треба да биде богохулно име, и тоа не е едно, туку има многу такви имиња.
Сигурно се сеќавате на книги што сте ги прочитале уште минатиот век, каде што за темата 666 се наведени еден куп имиња, различни имиња и титули, од кој што, според принципот на гематрија, може да се пресмета бројот 666. Кој е најпознатото име на зверот, кое што се користело за таа цел? Се сеќавате ли? Гледате на разни јазици, и на еврејски, и на грчки, како што рековме минатиот месец, вам би се најпознати римските броеви, кои што се обележуваат со латински букви. Ако, ова е само како илустрација, иначе можете дома или на своите апарати на интернет да ги проучите овие работи и да видите какви се бројни вредности им се давале на буквите од азбуките на старите јазици, затоа што во тоа време, во античко време, воопшто не се користеле овие бројки, овие цифри што ние денес ги користиме. Овие цифри што ние денес ги користиме, така наречените арапски цифри, потекнуваат од средниот век. Старите народи бројките ги обележувале со буквите од својата азбука. И така се случувало било која реченица, било кој збор, било кое име, кое што се пишува со букви, истовремено бидејќи буквите имаат бројна вредност, да на секое име да му се пресмета која е неговата бројна вредност. И во антиката ова било многу позната работа, се нарекува гематрија и, например, јас памтам еден пример од Талмудот, кој што една реченица која што вели вака, дека виното на еврејски јаин и вистината, емет, јас знам дека се вика на еврејски, имаат иста бројна вредност, така вели Талмудот, и на што се мисли. Па, демек, ако се пресмета според гематрија, виното и вистината, еврејските именки за тие два збора, имаат наводно иста бројна вредност, а Талмудот тоа го објаснува зошто е така, затоа што кога влегува виното во човекот, вистината излегува надвор од него. Што на латински е кажано со она прекрасна поговорка in vino veritas. Во виното е вистината. Сега, постои прашање, кој е најпознатото име или титула на првиот звер која што се користела за овој принцип, за пресметка на бројот на зверот. Да. Ајде да го напишеме него. Да видиме што знае Google да ни каже на темата Vicarius Filii Dei. Леле, што добивме. Инаку кога пред повеќе од месец дена ги напишав на Google на пребарувачот овие зборови на латински, Vicarius Filii Dei се израдував кога видов стотици илјади резултати на оваа тема. Што значи Vicarius Filii Dei на латински? Заменик на Синот Божји. Дали е тоа богохулна титула? Да, зошто е богохулна титула? Кој е заменик на Божиот Син на оваа земја? Кого Исус рече дека ќе испрати да биде друг утешител за неговите ученици и за целата црква, кога тој, првиот утешител, физички ќе ја напушти оваа планета и ќе се врати кај Отецот? Кој е Христовиот заменик? Светиот Дух.
Треба да отвориме да читаме. Тоа е премногу добро позната работа. Ајде отвориме. Евангелие според Јован, каде? Ај малку да го вработиме умот, може. Четрнаести, 15, 14, 15, 16 глава зборуваат за Светиот Дух, односно Христовиот голем говор во горната соба за Светиот Дух, веднаш истата таа вечер, после причеста, а пред да ја напуштат горната соба и Јерусалим и да отидат во Гециманската градина. 14 број, 6 стих. 16-17. Да. Јас ќе го помолам Отецот и тој ќе ви даде друг утешител, за да биде со вас довека. Кој е тој? Духот на вистината. 17 стих. Кога светот не може да го прими, зашто не го виде, ниту го познава. А вие го познавате, зашто во вас е и во вас ќе биде. И сега можеме да најдеме многу други стихови на оваа тема. Светиот Дух е Христовиот заменик. И тоа е многу битно. Да ги повторам зборовите на покојниот мисионер Роберт Виланд, еден од големите проповедници на пораката за оправдание со вера во минатиот век. Кога папата или било кој друг смртник би бил заменикот на Синот Божи, би бил нашиот посредник, тогаш тоа би било најжалосната вест во историјата на црквата. Зошто? Па кој од нас може да отиде кај папата, на него да му се помоли, од него да биде примен, тој да ги чуе нашите поплаки, нашите проблеми, нашите молитви. Тоа ќе беше најжалосната вест. Било кој локален владика и кај него може ли цел свет, може ли цело Скопје да отиде? Не може. Дали сакате смртник да ви биде заменик на Синот Божи? Дали сакате ја да ви бидам заменик на Синот Божи? Борче да ви биде. Познаете, повеќето од вас тешко и до мене да имате пристап. Телефонски или било како. Кој е тој единствениот кој што ужива, кој што сака, кој што бара на него да му досаѓаме секој ден, секој час? Светиот Дух. Само Господовото уво е спремно, не е остарело, како што читавме неодамна во Исаија, односно проучувавме. И денес може да слушне, и тоа секого, до секого е близок нашиот Господ, и неговата десница исто така не остарела, и може да помогне, може да направи и големи чуда, ако нашите срца се спремни за такво нешто. Но, ние не го гледаме, затоа што духот и не е тело, како што рековте во поуката, не го гледаме, затоа и светот, рече Исус, не го прима. Зошто? Па ги не го гледа. Бидејќи не го гледа. Светот дали го прима антихристот? Ако го види, ќе го прими. Епа како?
Како целиот свет ќе го види Антихристот? Како целиот свет ќе ги гледа неговите чуда во последното време? Преку медиумите, точно. Кои се тие што ќе го рекламираат Антихристот, цверот, новиот светски поредок, едната светска влада? Медиумите. Ајде видиме како ќе се развиваат настаните понатаму оваа година, бидејќи сега за сега најавите или гласините не се сјајни. И понатаму се врши голем притисок и за вакцинирање, и за ковид пасоши, и за не знам какви други пасоши. Во Израел наводно почнале со електронски алки на рацете, како во оној филмот COVID-23 од минатата година. И сето тоа е голема подготовка за што? За последното време. За единствената светска диктатура на Антихристот, новиот светски поредок, црната мафија, црниот папа, како сакате. И Господ има многу имиња. И ѓаволот има многу имиња. И зверот има многу, но богохулни имиња. Ако влеземе во кај Википедијата, во написот за Викариус Филii Dei, што исто така ви препорачувам, ако можете да си го прочитате дома. Тука се наведени некои интересни, немаме време за сите информации, меѓутоа ќе ги споменам само најважните. Денешниот адвентизам и новата теологија, што исто така се споменува на крајот од написот во Википедија за титулата Vicarius Filii Dei, заедно со католичката црква од 1922 година до денес, тврдат дека папата никогаш не користел ваква титула. Поточно дека никогаш оваа титула не била напишана на неговата литургиска тиара или митра, како што се нарекува и како што видовме на сликите од пребарувањето, па еве и на оваа слика внатре во самиот напис на Википедија за Vicarius Filii Dei. Интересно е што читам од самиот напис и преведувам некои реченици. Во 1922 година тогашното издание на католичкото списание Our Sunday Visitor или нашиот неделен посетител објави демант со следниве зборови. Значи, 1922, пред 99 години. Цитатот гласи вака: папата тврди дека е заменик на Синот Божи, меѓутоа латинските зборови на оваа титула не се напишани, како што тврдат антикатолиците, на папската тиара. А зошто тоа се тврди? И денешните адвентистички теолози на новата теологија го повторуваат ова и тврдат дека треба да се напушти ова толкување, иако папата, овој католички демант признава дека папата навистина тврди за себе дека е заменик за Синот Божи, меѓутоа како официјално име не било никогаш напишано на папската тиара. И денес сите проповедници на новата теологија
го повторуваат овој католички аргумент и тврдат дека навистина дека немало никогаш во историјата пример дека папата на папската тиара биле напишани овие зборови, односно оваа титула Vicarius Filii Dei. Дали се во право или не се во право? Кога тврдат дека никогаш на папската тиара не биле напишани овие зборови. Јас се сеќавам, не се сеќавам кој ни го пренесе тоа, може би Борче ке се сети, дека и во црквата во Влае пред едно 5-6 години беше одржана проповед, нема да кажем од кого, каде што темата на проповедта беше дека ова треба да се напушти, ова толкување, затоа што никогаш на папската тиара не биле напишани овие зборови од оваа латинска титула Vicarius Filii Dei. Биле или не биле? Значи, ваквите аргументи се наведуваат, што вели Брче, како можеш да му веруваш на зверот, кога зверот ќе каже нешто. Треба ли да веруваме дека е тоа така? Особено, значи, дали ние му веруваме во написот овде во Википедија се споменува Урија Смит и неговата книга од 1866 година, каде што Урија Смит, прв од адвентистичките писатели и теолози, го објавил ова толкување и од тогаш по традиција адвентисти до ден денес, односно до минатиот век, го кажува ова, но денешта нова теологија го порекнува. Интересно е што на почетокот на написот, односно во одсекот што носи поднаслов дали ова е папска титула, се вели дека во истото католичко списание Our Sunday Visitor, нашиот неделен посетител, во бројот или изданието од 18 април 1915 година биле објавени следните зборови, односно следната реченица била напишена во тоа списание. 18 април 1915 година. Прво, авторот на статијата во тоа списание, во тоа издание, поставува прашање: што представуваат буквите испишани на папската круна, ако воопшто нешто значат? Прашалник и потоа одговор: буквите на папската круна се овие: Vicarius Filii Dei, кои што на латински значат заменик на Синот Божи. Затворен цитат. Самото католичко списание од 18 април 1915 година тврди дека овие зборови се напишани, биле напишани на папската круна, или по-латински корона, на неговата тиара или митра, како што поинаку се викала низ историјата. Значи, еднаш истото католичко списание кажало дека биле напишани на папската тиара овие зборови, 7 години подоцна кажала дека не биле напишани, и од тогаш сите тврдат, со се адвентистите на новата теологија, дека не биле напишани. На кого ќе му веруваме? На зверот сигурно нема да му веруваме. Кога демантира дека биле напишани, а предходно сведочел дека биле напишани. Значи, тоа е, ако имаме суд, и ако зверот бил повикан да даде исказ, и ако бил прашан од страна на адвокатите, зверу, дали овие зборови биле напишани на твојата круна, и еднаш
кажал да, биле напишани и објаснил што тие значат, а некогаш по втор пат побарал да го повлече тој исказ и да даде друг исказ, во кој што тврди дека никогаш не биле напишани. Не знам, еве Олгица да ни каже, таков сведок на суд на лагата и се куси нозете. За жал, денешната адвентистичка црква, односно Генерална конференција, се фати на таква една лага, бидејќи деновиве, може би ова исто така неколку седмици стара информација, не се сеќавам точно кога прв пат ја видов, еден од стручњаците на фирмата Модерна излезе и призна јавно дека лажниве вакцини нивни на вистина ја менуваат човековата ДНК. И сега тоа беше страшна шлаканица за сите оние дезинформатори кои што зимоска, а на таа лага се фатија и Лома Линда и Генерална конференција, кои што тврдеа дека вакцината е безбедна затоа што не ја менува нашата ДНК. Да ве подсетам, тоа беше лажна дилема како прво. Не беше битното дали ја менува или не ја менува ДНК, туку дали генетски го модифицира човечкиот организам со помош на РНК, односно рибонуклеинската киселина. За да избегаат од таа тема, што беше битна, тие се фатија за поспоредно прашање и велеа дека не ја менува. Еве сега излезе стручњак од Модерна и вели дека ја менува. И што се случи со сите оние кои што сакаат да бидат на Бош, кои што сака да се држат до вистината, да не го налутат ѕверот. Испадна со куси нозе. Да им е срам и јарам и на Тед Вилсон, и на Лома Линда, и на сите адвентисти кои што се фатија за ова лага зимоска и ја пропагира, а сега испадна со куси нозе. И извисија. Имаме историски доказ од католички извор дека оваа титула на вистина била официјална титула, напишана на папската круна, или тиара, или митра. Но, кога тие гласови, адвентистички и воопшто, стана премногу гласни, што решил ѕверот? Нешто многу логично. Ги уништил сите тиари, што ја го имале тој надпис, и ги сочувал само оние кои што по-новите, кои што почнале да ги произведуваат без таков надпис. И сега, затоа што денешните тиари немаат таков надпис, а ձверот лаже дека немале ни предходните, се прави обид дури и од новата теологија да се дискредитира ова старо историско толкување на Викариус Филии Деи и бројот 666. Колку ќе му веруваме? Прашањето е многу лесно за одговор. Да замислиме ситуација каде што некој представник, вработен, технички инженер, на, да речеме, фабриката Volkswagen, излегува и тврди нешто во врска со автомобилите што таа фабрика ги произведува. А сите автомеханичари надвор од Германија во светот да го тврдат спротивното. Кому ќе му верувате? Значи, во врска со Volkswagen, или автомобил на Volkswagen, било која марка, самата фирма тврди нешто,
Но сите автомеханичари надвор од Германија да тврдат спротивно. Кому ќе му верувате? Лесно прашање за одговор, нели? Многу лесно. Секојаш ќе му веруваме на представникот на фирмата за тоа што го кажува. Иако и тие можат да лажат, се разбира. Но, како во случајот со католичкото списание, еднаш ја кажува вистината, а подоцна, со години подоцна ја демантира. Епа, кога имаме таква ситуација, исто како и фирмите што ги произведува лажните вакцини, на почетокот пуштија дезинформација, сега некои од нивните вработени ја признаваат вистината. Кога еден ист сведок, во случајот Зверот, еднаш ја кажува вистината, а друг пат ја демантира, тогаш што е вистината? Демантот или изворната информација, првото сведоштво или првиот исказ? Првиот исказ. Зошто? Па зошто го дал првиот исказ воопшто? Значи, ако е точен демантот, тогаш зошто, од која причина едно католичко списание да напише дека тоа навистина било така, навистина овие зборови биле испишани на папската круна? Од која причина некој, било кој католик, би напишал такво нешто, ако тоа никогаш не било вистина? Зошто би го напишале, ако никогаш не било вистина? Ајде земе друг случај. Христовите ученици тврдат дека Христос воскреснал од мртвите, но римските војници, платени од евреите, тврдат дека учениците дошле ноќе, го украле телото, иако запечатен гробот, римска стража на него и така натаму, и го украле телото. Кому ќе му веруваме? Значи, гробот е празен, тоа е фактот, што никој не може да го побие. Гробот е празен. Само што едните тврдат дека учениците го украле телото, затоа е гробот празен, а другите тврдат дека Христос воскреснал од мртвите и затоа е гробот празен. Првите сведоци биле кои? Римските војници. Римските војници на почеток ја сведочеа што? Вистината. Бидејќи тие се сведоците, тие виделе дека Исус воскресна од мртвите и излезе од гробот. Сега, кога тие исти сведоци подоцна го демантираат тоа, што е вистината? Првото или второто? Се разбира првото. Кога еден ист сведок го менува исказот, првобитниот исказ го менува, што е вистината? Да, како прво е сумнителен, но што е вистината? Споредена со фактите. Денес живееме во време кога, значи, се шири и оваа лага. Се разбира, оваа тема можеби не е најбитната, но битното беше тоа. Кога ја читаме Библијата, да внимаваме што таа кажува. Таа кажува дека бројот на зверот е број на неговото име. Дека бројот на зверот е нешто што треба да се пресмета од неговото име. И дека тоа име, иако тоа има многу имиња, е исто така едно богохулно име. Тоа го кажува Библијата. А лажните проповедници ќе ви кажат дека 666 тоа се однесува на талантите злато на царот Соломон, тоа се однесува на шесте дена на создавањето, дека човекот бил создаден во шестиот ден, значи тоа е број на човек, на човештвото и така натаму, само за да ги порекнат старите вистини. Ако некогаш адвентистите тврделе дека Викариус Филии Деи, значи, почнувајќи со пионерите,
и бројот 466 од оваа титула се исполнување на Откровение 13 глава, а сега истите адвентисти, истата адвентистичка организација го тврди спротивното, дека не е така, го демантира. Значи, имаме повторно еден ист сведок. Некогаш велеле дека е вака, денес велат дека не е така. Каков е тој сведок? Сомнителен, како што рече Олгице. Неверодостоен. На кога било вистина? Првото или ова сега, што го порекнува? Па ако она што сте го проповедале на почеток, замислите апостолите она што го проповедале на почеток, некогаш покасно да го порекнат. Па тогаш одете сите како Јуда и обесете се на едно дрво. Ако тоа што е темел, почеток, темел на вашата вест, на вашата порака, ако тоа го порекнете, значи се порекнувате самите себе си. И ја сечете гранката на која што седите. Очигледно се соочуваме со измами. Измами на новата теологија, измами на зверот, измами на медиумите, измами по целиот свет. И само во едно сме сигурни, кога се работи за сите овие измами, гласини, најави, информации, дезинформации, теологии, учења, толкувања и така натаму. Само во едно сме сигурни. Ако бидеме втемелени во Божјето Слово, ако на Божјето Слово му веруваме, ако добро и внимателно го читаме Божјето Слово, тогаш ќе бидеме способни се друго да проверуваме и на тој начин да ја дознаеме вистината. Нека му е фала и слава на Господа, верувам дека оваа тема не беше тешка, не сакав и ја да ја направам потешка, но овие информации се битни. Значи, ако утре слушнете, или некој ви каже, или прочитате во некоја адвентистичка книга, дека Викариус Филии Деи никогаш не бил напишан како титула на папската круна, имате податок од самата Википедија, дека католичкото списание нашиот неделен посетител од 18. април 1915 година тврди тоа издание дека била напишана оваа титула на папската круна. И ако истиот извор, истите сведоци подоцна тоа го демантирале или порекнувале, тогаш кога демантираат и порекнуваат, не треба да им се верува. Како што селаните во познатата анекдота му поверувале на момчето кое што го растревожило селото дека влегол волк. Прв пат му поверувале, бидејќи кога е прв пат, тоа е нема причина. Ја, например, не знам, мене само ми кажа дека нашата репрезентација ја победила Германија со 2-1. Имам причина да се сомневам? Не. Значи, верувам на сите што го кажа, што слушнав дека го тврдат тоа, дури еден новинар што го гледав деновиве, значи, немам причина да се сомневам. Верувам. Но сега, ако некој од тие сведоци почне да го демантира и да каже, не било така, и пупу не важи, тогаш на тоа не може да му се верува. Или има една изјава од еден грчки пратеник, се вика Кириакос Велопулос, кој што во грчкиот парламент кажа ваква работа, критикувајќи ја владата на Мицотакис, кажал ваква работа. Ако сте го излажале некого, прв пат ако сте го излажале, значи на владата и се обраќа и вели, ако некого прв пат сте излажале, тоа не значи дека тој некој е глупав, туку дека вие не сте заслужиле тој да има доверба во вас.
А ако со истата лага го излажете втор пат, трет пат, тогаш ќе се докажува дека тој е глупав. Но ако прв пат некого сте излажале, тогаш тоа не е доказ дека некој е глупав. Тука е доказ дека вие не сте заслужиле доверба. Не требало да ви верува никогаш. Нека му е фала и слава на Господа, што, како што вели апостол Петар, имаме во овие денови на измами и лаги, имаме се уште сигурна пророчка реч, сигурно Божјо Слово, сигурен светилник и сигурно мерило со кое што можеме да ги проверуваме и да ги испитуваме сите други тврдења и науки. Нека му е фала и слава вечно. Амин. Отче наш, ти благодариме за ова прекрасна сабота, ти благодариме што се уште во мир и слобода можеме да се собираме во молитвениот дом. Ти благодариме за твојата голема милост и благодат кон нас. Ти благодариме што во тебе и во Словото Твое, како што пеевме во оваа химна, имаме вистинска сигурност. Само во Христа имаме вистинска сигурност. Само во Божјото Слово веруваме, а се друго ќе проверуваме. Те молиме, Господи, живееме во тешко време. Мнозина верници се под страшен притисок, било да се вакцинираат, било за разни еден куп други искушенија и ситуации. Се сочуваме и со болести, со страдања, мнозина и со самиот COVID, мнозина со други болести, мнозина и со разни други искушенија. Кај мнозина љубовта е оладена, беззаконието е намножено, мнозина се откажаа од верата, мнозина не одат во црква, од разни причини. Господи, те молиме, сите што се искрени по срце, да ги ојачеш, да ги охрабриш, да ги привлечеш повторно кон Тебе. Најмногу се молиме за нашите болни, најмногу се молиме за сестра Мимица, но се молиме и за сестра Стефка во оваа ситуација кога е изолирана. Се молиме за незините роднини, блиски во семејството кои што се зафатија со оваа болест. Се молиме сестра Катица, брат Стојан и сите останати кои што има потребна посебна благодат, посебна утеха и сила во овие денови. Господи, нека се исполни волјата Твоја во животот на сите нив и во нашиот, а за сето тоа те молиме и ти благодариме во името Христово. Амин.